Бабилон е свегде и нон-стоп околу нас, нормално и живиме у него моментално. Пораката е јасна и гласна, значи да се обединат луѓето, да престанат, значи сите предрасуди, поише мир, поише љубов, поише толеранција, поише разбирање меѓу луѓето, што помалку војни може да се насочи целото човештво кон нешто по конкретно и по, да речем, корисно за нас како раса, за сите да се постигне, онака од аспект на квалитет на живот до аспект на култура и на све остало. Новиот албум насловен One World или Еден свет, шести поред студиски албум на Conquering Lion, у нашето творештво околу целата реге музика и таа идеологија. И мислам дека ова е до сега најблиску до звукот што го бркамо да биде онака најблиску до оној модерен реге звук што го имаат денешните реге артисти. Сепак да се задржи оној дух на старото roots реге. Мислим дека како цела приказна е многу, не знам како да кажем, многу едно инспиративно за нас, а и од друга страна задоволувачки малку да се чуе дека смо на правата патека и дека го бркамо тој реге звук. Може да се наброи артисти како Chronixx, како Alborosi, како Damian Marley, нели што имаат, да речеме, изданија вредни за Греми, што го постигнале врвниот модерен звук. Тоа е некоја наша инспирација, тоа е некоја наша, да речем, точка кај што сакаш да достигнеш едно професионално ниво, едно ниво на звук да звучиш светски, а со услови какви што имаш во моментот, нели, да го достигнеш максимумот. Мислим дека додека бевме млади и побунтовни, онака, секој од нас слушаше различита музика. Мислим дека најголем удел да се одлучи стилот на бендот игра нормално Папак, басистот, оно што од мали нозе онака беше навлезен у реге музиката и у целиот онака стил и идеологија што тоа го носи. Бевме по-алтернативна младина и се дружевме. Па да, ова екипа ја собравме преку скейт. Скейтот не спои, а сите слушаја различни жанрови, ама принцип алтернативно. Немаше некој турбо фолк во екипа, да не бе такви уметници, таква екипа бевме и не знам, низ годините највише реге ни легна као бенд. Пошто природно дојде, првиот албум е реге хардкор кросовер, вториот веќе повише на реге и пошто се движевме напред, некако природно ни дојде таа музика. Највише ни легна стилот и тоа е тоа до денес.